дојдовте во емисијата на Шанк или добре дојдовте на Шанк. Како што можете да видите, нашето студио е ново променето. Благодарение на Pan Print, ние имаме ваков добар поглед врз центарот на град Скопје и по самото тоа знаете дека во новата сезона на емисијата на Шанк следуваат многу новости и многу интересни работи кои досега не ги видовте. Една од нив е дека го извадивме Димитар одзад Шанкот напред и го натеравме да работи нешто за оваа сезона. Токму така, Ивана. Мојата задача во оваа сезона ќе биде да направам прекрасни интервјуи и тоа со едни од најголемите и најпознатите личности ширум светот. Сакате Бионсе, сакате Ријана, сакате Дженифер Лопес, сакате Анџелина Џоли, сакате Бред Пит. Чекај. Ти интервју со Дженифер Лопес? Да бе, да. Остои со Дженифер Лопес за оваа емисија. За следните емисии има, знаеш какви прилози, какви игри со гостите, а за гледачите вести о шоу-биз, најновото, најатрактивното. Мерак. Абе, ако не е јас да си одам... Не, стој. Ајде да погледнеме што е она што ќе го гледаат гледачите во ово издание од емисијата на Шанк. Следува фуршпан или најава на што се ќе гледате денес. Токму така. Во денешната емисија на Шанк ќе гледате Научете правилно да сварите турско кафе. македонката која на Шанк ја прогласија за најзгодната пејачка кај нас. Помалата сестра на Ким Кардашијан, Кајли, го носи бебето на својата сестра. Ким Катрал е виновна затоа што нема да се снима третиот филм од Сексот и градот. Интервју со Дженифер Лопес. Стендап, женска логика. Како правилно да го исведете своето колаче. Останете на Шанк. Секогаш ми е задоволство кога Викторија Лоба ми е гостинка во студиото, веќе од нашата супер најава можевте да видите за кој станува збор и посебно на задоволство на машката популација ќе зборуваме за најексклузивниот спот во моментов кој токму Викторија Лоба го извади за да не размрда. Добре ни дојде. Добре ме најдов. Добре си ми? Че одлично секогаш. Како и секогаш, така? Димса, ти ке се служиш со мене, спотот е феноменален. Спотот е нешто кое навистина постигна голем бум кај медиумската јавност. Зборувам кај медиумската јавност затоа што немаше сајт, немаше радиостаница која не пренесе нешто и најмногу имаш оние моменти холивудски видеозапис, вака, така, ептин го направи со заслуга, честитки секако. Кажи ми кој е задолжен за видеозаписот, аранжманот, текстот, значи се прво да представиме за песната дојде. Значи прво песната дојде е родена од Роберт Билбилов, он така ја роди. Значи Билбилов хитмейкер. Јас го направив текстот за многу брзо краток период. Он ја чуваше таа песна, беше пикирана од многу подамна за мене и така ја доработим за многу кратко време, ја пуштаме лобица, ја пуштаме добра, без размислување буквално што ќе следи, дали ќе правиме видеозапис или не. Откако се сврта на радиостаниците со, да кажеме, добра помина одлично и бев секаде гостини кога сите ме прашува дали ќе правам видеозапис. Јас реков дека веројатно е право време за тоа. Мелен продукција ги ангажира Огнен Шапковски, Кристијан Тодоровски и ета сега имаме одличен видеозапис за дојде. Кажи ми, ти си со идејата се приказнава или ти е од продукција ти била Лоба ќе те возиме у кола, ќе прскае со шампањско, ќе играш? Моја идеја. Знаеш ти. Ги знаеш ти. Да, знам, значи Тоа јас. се тие мои. Мене ми има натерано тоа да го направам. Добро, ама не додека возиме. Не. На паркинг културно пред да се качам у После, кола. да. После. Во бекстејџот. И прети после да си го допијам целото шампањско. Значи, идеите беа секако заеднички, сите заедно ги формиравме. Дури некои се формираа во текот на снимањето,
Така, поинтересните тие моменти, ринги шпилот и нели шампанското беа. Локацијски рингишпил Скопје, локацијски барот Скопје, меѓутоа каде да возите, кој автопат го фативте релацијата? Ние се возевме низ аеродром, се возевме од хотел Русија па на кај Ново Лисиче. Тука на секаде, па низ центар се возевме, на Рекорд се возевме, под Стоковна куќа мост. Како реагираа буквално луѓето? Золошка, секаде, цел град го извозевме. И најискрено да ти кажам, после седнавме да вечераме во еден ресторан на Кеј на Вардар и прво што беше келнерите, ве видовме таму снимавте, викавте од коли, излегувавте од прозор, што правевте. Добре, се случува ли полиција да супре на ваква работа? Па се случи да возиме ние позаде полиција, ама не, ништо не ни... Добре, они се дури некој фини. мислеа дека еве не чува. Со обезбедување речат види буџет на македонскија пијачки, види така. ангажирање полиција. Не е секогаш до буџетот зависи кој е во спотот, јас повеќе ќе речам. Јас апсолутно се Добро, ние сложувам. бевме секако многу внимателни, не правевме никакви прекршоци, меѓутоа сакавме да изгледа тоа многу интересно и забавно нели на камера. Кажи ми за девојкеве, тоа се твои другарки Се мои или многу добри, омилени другарки. изгледаат супер? Росана, да, Росана е балерина и Нина која што е водителка, сигурно Да, ја знаеш знам, и ја лично. знам. Ние одлично се дружиме, двете веднаш кога слушнаа песната, кажа ајде да снимаме спот у кола, како се возиме. Никола. Да, затоа што во приватно тоа го правиме, во приватен живот тоа не се случува, ни пуштаме до даска музика, ги слушаме еве сега одам на настап за некој сат и истото знам дека ќе се случува. Со добра музика и ќе си Секогаш, да. Никола што не го познав. Никола што Никола ја е- прашав луѓе, се не знам веќе многу камери имам, не знам кај треба да гледам. Не, ја прашам луѓе кам фраерот у спотот, врв. Ми вика бе како не ти тикнува која срам да ми е. Никола, Никола, да, еден Никола. од најдобрите актери во Македонија. Не го познав, Ацевски. не го познав, стварно не го познав, И преубав е. Значи, Уште толку се разубава. се разубел за Да, да го спотот. поздравиме Никола. Стварно да го разубави спотот на плюс 100%. Ти се сети на Никола или ти дадоа прилог кога мислеше? Па Никола ми е пријател од многу поодамна и секако дека би сакала тој да биде во спотот. Супер. Да. Супер. Изгледаш презгодно. Тоа е она што, нели, почетокот, првата сцена, Викторија Лоба влага во бања. Не знам, дим са тука, нели, ти правам проблеми по задешанкот. Задешанкот топе, може, поиќе такви сцени можел. Дали е тоа заради тоа што соработуваш со наша позната фирма за која сликаше билборди, па мораше да вежбаш или Викторија Лоба секогаш се одржува така во форма? Добро, не секогаш имам вака стомачни, некогаш има така 2 сантима слој пред стомачните. Шо се Заштитен да слој. Да, меѓутоа тоа јас многу лесно симнувам тежина и не внимавам на храна, меѓутоа не се скратувам од ништо, значи јадам и фастфуд. Сега ова време многу почесто, не знам, порано не е до толку, меѓутоа веројатно дека имам многу работа и јадам еднашка некогаш на ден и ми бара душа така убаво. Да се Да почестиш. се најадам, да, и поради тоа верувам дека се уште сум слаба. А како вежбаш во теретана или дома вежбаш или пилатес, што Летово, практикуваш? доста вежбав надвор на отворено, се планинарев, мислам планинарев, се качував на водно, ако тоа планинарење. Да, за мене е Рекреативно. планинарење тоа. Така, за мене е, јас не можам да го качам. Трчав на кеј, не знам, трчав по скали, правев стомачни дома пред YouTube, пуштав дома пред телевизор, некои UK Icon има видеа Ја мислев за ќе ми вежбање. кажеш И тоа е тоа што го правам. Мислев ќе ми речеш 10 пати удам у теретана у Не. недела, значи како бе јас не се направив така риба до сега, ништо руската генетика е опасна работа. Мајка ти е слаба, згодна? Да, исто е многу слаба. Не, гледаш? Веројатно, да, доста е. Генетика е во прашање. Што се следните планови откако излезе песната Дојди и промоцијата во Public Room, конечно некој да направи промоција, што рече ти на другарска средба ги повика новинарите и соработниците. Што ќе биде следен чекор, има ли веќе планови? Па следен чекор повторно ќе ве повикам на една убава промоција, меѓутоа не на видеозапис, туку ќе биде на мојот албум, која што ќе се случи сигурно малку да се затопли времето, да помине зимата.
Ние имаме уште неколку песни со Роберт и со други композитори да ги довршиме за да се најдат на албумот. Во меѓувреме пред албумот ќе се издадат уште неколку песни и видеозаписи. Меѓутоа сакам тоа да биде така спонтано, како што беше и спотот за Дојди, затоа што гледаме која песна убава ќе пројде, која ќе остави впечаток. Можеби ќе направиме преработка на некоја стара песна и видеозапис на некоја стара песна, така да зашто да не. Ете, уште има многу за работа, многу. Ама битно е дека албум ме израдува ова, значи ми се допаѓа. Добро, искрено ме прашуваат зошто нели Да, долго време немам албум, меѓутоа јас имам песни колку за 2 албума. Дискографијата во Македонија, знаете дека не функционира нешто нај. Сите гледаме YouTube, сите пуштаме на Facebook спотови и песни слушаме од таму, од социјалните мрежи. Така да не сум во нека предност ако го издадам, меѓутоа тоа е нешто што многу ќе ми значи и многу ќе ми значи да се најде во повеќето домови низ државата, да си го имаат кога ќе сакаат да си го пуштат и да се шалат. Ајде гитла марш од тука да не те гледам. Музика, така. Значи, ајде гитла марш од тука не на тебе ова. Да идам. Не, тама работа. Кој му текна тоа уште тоа да не заборам да прашам, ако веќе се опфативме со видеозаписот. Офле, значи ништо, како што ти кажав, се во мојот живот е толку спонтано. Кога ја пеев песната, нели ја снимавме со Роберт и сега ајде дојди. Цело време го повикам, леле, викам, види го, ја цело време го викам, он никако да дојде. Вика на крај кога ќе му кажам, ај се мрша тука гитла да не те гледам. И ха се смееме со Роберт, он го исекол тоа парче. Си се снимал он разговорот што сме го правеле после песната и го исече, го вметна во песната. Јас не знаев кога следниот ден доаѓам. Чекај сега да видиме што правиме со аранжманот ова. Слушам, Ама баш немој срамота, вика, каква срамота? Баш добро се вклопи. Да, баш добро се вклопи. Јас мислам дека е супер. Пред изненадувањето да го добиеш од Нашанк, само да ти кажам, на една работа во последно време најмногу што бев љубоморна е како успеа да се сликаш со трофеот. Со трофеот. Значи европски шампиони ловаме со трофеот. Значи за поздрав. Значи ме израдува. Прво, значи ја не можам да се приближам до тој трофеј. Меѓутоа, тоа значи да го прати спорт? Па да, секако, зашто пратам се што е актуелно во државата. Така ние. А како бе случајно дојде до трофеот? Зошто не беше случајно, како што виде, јас ја пеев химната на плоштадот, и им благодарам многу што ме поканија од Вардар да ја испеем химната на Македонија. Многу значаен момент за државата, за Вардар исти како за мене. И после химната дојдоа нели рекоментарите. Така се сликавме. Ми дозволија. Ете, ти дозволија. Значи ја се чувствувам како јас да сум била блиску до трофеот покрај тебе дека се познаваме. Нашанк почнува нова сезона со една нова традиција, доделуваме дипломи. Вака ова Пан Принт супер се погрижи да го спакува и мене ми е чест и задоволство заедно со мојот колега Димса да ти доделиме диплома Нашанк за најзгодната пејачка во Македонија. Значи, ние те прогласуваме за најзгодната пејачка во Македонија. Овде обавезно да ми измонтирате аплауз, затоа што немам публика. Значи, добро, не за најплавуша во Македонија. Очекуваше за најплавуша да го направиме, признај. Не. Признај дека очекуваше за тоа. Сите за тоа те наградуваат. Мада најплава сум. Ама сега мислам дека добиваш официјално титулата за најзгодна пејачка. Штом Нашанк те прогласуваме, значи земи ме да вежбаме пред YouTube, што да кажаме, Димса, ти знаеш колку се мача вежбам. Не, Ивана, јас ќе ти дадам една препорака, значи зимаме од утре купуваме нови тренерки и така згодни дотерани, идеме на кеј и шушкавец нели да згода да биде ладно и почнуваме да трчаме, така? Да, може ќе направиме нека ептем јака. Само да не го закочите со обраќајот. Да, и да ни напрашат да не снимате. Точаците? Не. Ние потребата ќе трчаме, не. Да. Ти знаеш дека точак не знам да возам, тама не можеме на тоа да утре. Старо не знам точак да возам, може. Ролерки? Знам. И јас имам ролерки. Одлично е. Заврши летово, ние се договоривме за трчање, значи ништо. Следното лето. И не гледаш по 2 сати кафана сиднати на 10 со кроми пред нас и почнуваш.
Лоба, колку е спремна за 60 секунди? Спремна сум секогаш. Токму така, Лоба секогаш ексклузивна, секогаш спремна. Почнуваме и бомбата ќе пукне за 60 секунди, а ние се надеваме дека ќе одговориме што повеќе прашања. Ајде. Почнуваме. Компир манџа или боранија? Компир манџа. Дали повеќе од 3 дена си била нетуширана? Не. Со која позната македонска личност не би седела на шанк? Не ми текла. Симпатија од естрадата ми е? Маријан Стојановски. На Пус остров со кој македонски актер би заминала? Ова сте шалиме така? Да. Добре. Не Кетчап со макарони или макарони со кетчап? Кетчап без макарони. 8 по 7? Не знам. Нешто што не би го направила по никоја цена? Не, математика не ме видува уопште. Нешто кое не би го направила по никоја цена? Не знам, да се сликам веројатно некид. Ако мора со пластична операција би сменила? Од пластична операција нешто? Да. Ти благодарам, Лоба, што дојде, кратко и сладко. Целта ми беше да испромовирам уште еднаш прекасната мелодија на Дојди, писната на Дојди, спотот да го извртиме сите овие кадри што публиката ги види додека разговараме, да уживаат со нив, еве сега вака да ги пуштиме по разговорот. Ти благодарам многу. Еве јас да ги поздравам сите гледачи кои што ме гледаат и да си останат позитивни секогаш. Македонија, Викторија Лоба беше тоа во студиото на Шанк, а ова е незиниот најнов спот. Дојди, уживајте и бога ми знам дека сакате вас да ве повика да дојдете, ама не може да си ја земавме ние овде во студио. Одиме со спот. Како убав талак, има кафе од димса, а и на вкус уште. Фигурите се погодија, знаеш да гледаш, така? Знам бе, као не знам.
Не сум ти кажал до сега, перфект знам да гледам. Добро. Него, чекај се, многу беше убаво кафео. Како го свари? Кафе како што се вари бе Ивана стандард. Не. Особено ако имаш елит кафе, си правиш ама стандард по мој стандард, не чекај она сега. како сите. Значи, јас знаеш како варам кафе? Како бе Ивана? Ставам вода во джезве, директно ставам една лажица кафе или малку така пополна лажица, шеќерот јас благо го пијам и чекам да се крене. Што да се крене бе Ивана, не се вари така кафе бе Ивана. Како бе не се вари така Па кафе, не цело се живот вари правам така така. кафе. Според сите стандарди за кафето да го има оној пикантен вкус, она да биде баш вистинско турско кафе, особено како нашето кафе елит, најубавото се знае. Си ставаш вода во гезвето и ја чекаш водата да зоврие. Шум ќе зоврие водата, го тргаш гезвето на страна, ставаш лажичка до 2 елит кафе, најубавото кафе. Чекај, сакаш да ми кажеш дека прво ја чекаш да се стопли водата па ставаш Да, кафе? да, фала Богу, така се Сигурен вари си? кафе, 1000%. Нема луѓе која одна ќе се свари кафето ако ја ставаш ти додека е топла Чекај водата. сега. Кафето се вари, потоа ја ставаме водата, шум ќе зоврие, ја тргаме на страна, со тоа водата некој степен ќе се подизглади. Ставаме една-две лажички кафе во зависност од тоа какво сакаме да биде кафето и после ја враќаме. Аха. Водата со гезвето се разбира на рингла, да зоврие, промешуваме еднаш и кога повторно ќе се подкрене кафето, го тргаме. Е тогаш се добива вистинско турско кафе. Сакаш да ми Тоа е кажеш дека кафе. цел живот барам кафе неправилно? Па токму така, требало да ме прашаш експерт за кафе сум. Се знам со кафето, особено пак гледањето. А и ова ти е добра идеја, затоа што не може да ти претече. Па не Може да си може. бркаш работа дека се стопли водата Така и е така, се спремаш и кафето рајат после готово. не ми се верува дека 28 години, не варам кафе од една годинка, ама сигурно 15 години Да. варам погрешен начин кафе. Ништо ај барам да ми гледаш да видиш што има во филџанов, има ли нешто? Па, колку убав талок има само тоа дека јас го варев кафето на тој начин што ти го Добре, кажувам. да, не го кажи има ли пари? Има. Има. Тоа стварно имаш пари, како алтанч имаш нешто, што значи стварно ќе добиеш нешто. Гледам имаш некој пат, ќе патуваш на негде. Ќе патувам, ќе патувам. Што ми има пари, не ме интересира друго, не гледам, јас отидов на шопинг. Поима немам од гледање на кафе. Ама на оваа финта, знаете колку женски фатив. Во оваа сезона на Шанк имаме нова рубрика, се вика кривање на вашето расположение или Instant Booster. Јас веќе знам за што станува зборот прилика и затоа направи ваква реакција. Не е потребна многу голема најава, ако една слика 1000 зборови, едно видео е, Охо! не знаеме да сметаме од толку. Погледнете. Многу насмевки. Едно видео, многу насмевки. Погледнете и нашите кратки видеа за инстант расположение. Smile, Sammy! Smile! Cam, move. Smile, Sammy! Дали е Кајли, новиот сурогат кој ќе го донесе новото бебе на Ким Кардашијан на свет? Токму така, светот е запрепастен од тоа како 3 од сестрите Кардашијан се бремени во исто време. Наводно, Ким Кардашијан изјави дека со нејзиниот сопруг, Кање Вест, очекуваат трето дете од мајка сурогат, која ќе се породи во декември или во јануари. Во исто време, помалата сестра на Кајли дознавме дека е бремена и дека го носи детето од својот дечко, Травис Скот, познатиот рапер Травис Скот, со кој се гледа само 6 месеци. Она што јавноста ја натера да шпекулира е тоа дали можеби токму најмалата
сестра од фамилијата Кардашијанс, Кајли е всушност сурогат мајката на бебето на Ким Кардашијанс. Ваквата вест навистина не би не изненадила кога станува збор за фамилијата Кардашијанс, а и сите знаеме колку овие две сестри се блиски една со друга, а и замислете како светот ќе полуди по тоа дека сопствената сестра сака да донесе среќа на својата сестра која не може да го роди третото дете, бидејќи знаеме колку тешка бременост имаше со претходните две. Но она што најмногу не изненади е дека и третата сестра или Клој исто така е бремена, што значи 3 нови Кардашијанс доаѓаат на овој свет, што значи дека нема спас од Кардашијанс или се множат како вошки. Она што можеме да го очекуваме многу забавна 10-та сезона, а ќе дознаеме доправа и дали Клој Кардашијанс, која е бремена од Тирстан Томпсон, беше виновна зашто Тристан ја остави својата бремена жена или вереница, не сум сигурна, меѓутоа замислете да во последните месеци од бременоста тој ја прекина врската со неа за да биде со Клој. Кардашијанс не престануваат да изненадуваат, никој од нив ја нема потврдена веста за бременоста, но всушност тоа е и поентата. Секогаш знаеме дека каква е да има на нив оговарање или гласина, тие не подвртуваат и не одрекуваат ништо. Зошто? Затоа што тоа носи многу поголема гледаност во нивното реалити шоу. Хју Хефнер зад себе остави 4 деца и млада сопруга Кристал Хефнер. Инаку, ако не сте знаеле, 6 децении помладата Кристал, како и предходната сопруга Хефнер, беше една од плейбој зајачиците во неговата вила, а бурмата ја носеше од 2012 година. Кристал, самата по себе, нема да биде среќна откако почина нејзиниот многу сакан сопруг, затоа што нема да биде наследничка на 43 милиарди вредното богатство. Собственикот на Playboy пред оваа драстично помлада сопруга имал 2 брака, од кои 4 деца кои ги наследил. Интересно е што пред бракот Кристал потпишала предбрачен договор според кој, како што пишуваа медиумите, ќе биде згрижена. Сепак таа не е дел од тестаментот на Хефнер по негова желба. Инаку бракот на Хефнер и Кристал крена многу прашина во медиумите и јавноста. Во моментот кога се венчаа во 2012 година, младоженецот имал 86 години, а невестата само 26. Собственикот на Playboy својата избраничка ја запроси на Божик во 2010 година. Хефнер се огласи на Твитер и запросувањето го опиша како најубавиот божикен викенд на кој се сеќава. Дали Ким Катрал е виновна зашто третиот дел од серијалот Сексот и градот или филмот Тројка Сексот и градот нема да се појави во театрите широм светот, односно во киносалите? Токму ова информација излезе на интернет од Сара Джесика Паркер, која вели дека иако покрај тоа што HBO спремја одлично сценарио кој е многу смешно и интересно како дел од третиот филм Сексот и градот, Ким Катрал или Саманта Джонс во Сексот и градот одбива да го сними третото продолжение на овој култен филм. Дури и нивната пријателка која во Сексот и градот глуми Скарлет или незината колешка вели дека на Инстаграм и е многу жал поради тоа што Катрал нема да се нафати за да го сними третиот дел на овој филм. Она што беше најинтересно за сите е дека познатата пејачка Сија, која инаку сака многу да ја чува својата приватност, на Твитер објави твит со кој вели дека окей, јас можам да играм Саманта во Сексот и градот, едноставно ќе речеме само дека сум имала премногу пластична операција. Фановите ширум светот ја молат Ким Катрал за да се нафати да го снима третото продолжение на овој филм кој толку многу го обожаваме, меѓутоа Ким Катрал се огласи на интернет и рече: не е вистина тоа што зборуваат дека јас сум виновна зашто нема да се снима третото продолжение на филмот. Јас едноставно никогаш немам ништо побарано за да се снима филмот како услов, освен што во 2016-та единствено нешто што побарав е да не се снима трето продолжение на филмот. Ким Катрал, знам дека не можеш да ме видиш, ама и јас те молам да се согласиш и да се снима третото продолжение на Сексот и градот. Го гледам колачева, ја на диета сум, ама шо ова? Ова ти е интегрално колаче со тоа што е многу калорично, за да имаш енергија во текот на цел ден. И јас се прашував кога купував какво е колаче, им интегрално, им калорично. Остави, видиш кога да не сакам јас на диета сум, не јадам. Ма се имав за двајцата, дај ќе оделим по пола. Не јадам благо. Сериозно? Да, не ќам.
Не може. Меѓам млаво. Ја мислам са благо не е фер да ядеш така дека сум на диета. Значи дали си ти нормален? Значи Димта прекини. Зошто, Дали ба? си ти нормален, не го сликаше пред да го јадеш. Значи не ми се верува, значи вака јадеш колаче? Пак, Иди, Абе, ти све шо? прекини. Чекај, сега ќе ти кажам како се јаде колаче. Глупо. ајде сега. Значи доста, сега ќе ти кажам. Чекај, значи прво мораш да го сликаш за на Инстаграм сега. Бе, Сега ќе дај ти кажам. сега. Прекини, чекај, да го фатам од добар кадар. Стој, не ми е добро. Ај вака, држи го малце. Абе, Така, шо? не, тишина. Абе- Држи, чекај, тишина. Чекај од тука да се качам. Чекај. Не од овде. Чекај, не. Чекај. Не, значи, чекај да го сликам за на Инстаграм, значи како можеш да го јадеш без да го сликаш? Која е поентава да го сликаме? Значи така како можеш да јадеш нешто без да го сликаш, ја во живот немам ништо изедено без да го сликам, значи прекини. Колаче земам да го сликам, чекај. Знаеш, убаво ми се чини. Ова многу убаво ми се чини. А јас сум на диета. Бе, калорично, шо правиш? Ви стварно сакаш? Бе, сакам. Сам. Не, ја не јадам благо. Чекај, ти ме научи, чекај, стој малце, чекај. Ај, сликај. Сликај. Ама многу брзо го јадеш. Бе, сликај. Не можам вака да сликам, значи Димса уопште не е финси сликава, значи шо е ова? Да се видам. Значи не, ништо не личи. Не ми се верува луѓе како јадат на денешно време без да сликаат. Убаво се јадам. Само ако немаш некој вака тортура да ти прави. Сега, ај рад да се јадам. Добра. Добре дојде Дженифер во шоуто на Шанк. Како си ме? Ај, ја смија. Благодарам што ме поканивте. Секогаш имаме време за звезди како тебе, Лопес. Се извинувам, јас сум позната? Апсолутно дека си звезда во Македонија, да, не си знаела? Звезда си, звезда и пол, веќе на кај со звезди идеш, Лопес, туку кажи ми само што ќе се напиеш, не те прашав. Си, една ракија. Проба ништо наше вкусно македонско традиционално? Ајде, честиренце. Убаво е? Компир манџа. Научи да пееш македонска песна, проба да и вкуси компир манџа. Кажи ми дали научи да преминуваш улица кај што нема пешачки. Се уште не. Женска логика или нема логика. Сакам мирен дечко, фин, културен, кој ќе ми посвети внимание. Излегува со сосема спротивен дечко на тоа. Сакам дечко кој ќе ми се јавува, кој ќе мисли на мене, кој ќе ми поклонува цвеќиња. По некое време ја гледаш раскинала со дечкото. Значи, ми се јавуваше по 10 пати на ден. Ме загуши, значи не можам, ме угуши, не може да го трпам. Затоа му раскинав. Многу беше захтевен. Влегува во продавница, загледува црна чанта која чини 600 денари. По 2 дена влегува во истата продавница каде што има попуст, 70-50% попуст, и на истата таа чанта пишува 6000 денари, намалена на 2000 денари. Леле, Господе, фала ти за оваа прилика да имам оваа чанта. Па чантата е феноменална. Морам да ја купам. Си ги купе веѓите за да може после тоа пак да ги црта. 2 сати. Шо преш? Еве си ги извади веѓите, па сега си ги цртам назад. Нема логика. Кажи на жена ти милион пати дека е убава, нема да ти верува.
еднаш кажи дека е дебела и никогаш нема да ти заборави. Ќе почнеш да ја третираш како кралица. Со саати ќе ги слушаш сите маки и проблеми и ќе станеш нејзиниот најдобар другар. За после одреден период да почне да ти се кука и да ти се жали како не може да најде дечко како тебе. Значи зошто не можам да најдам некој дечко како тебе, вака што ќе биде внимателен, што ќе ме слуша. Нема логика, знам. Ако ти каже прави што сакаш, немој никако да правиш што сакаш. Знам, нема логика. Тоа беше се во денешново издание на Шанк. Верувам дека си поминавте интересно и ви беше доста забавно. Токму така, ова беше само едно од новите емисии кои ќе следуваат во третата сезона на емисијата на Шанк во ова ново прекрасно студио направено од вештиот тим на Панпринт, кои верувајте ќе ви направат диплома како што доделивме ние на Лобам, ќе ви направат се што ви е потребно за да имате прекрасен бренд и да имате одлична промоција на се она кое го произведувате или да си го разубавите домот со тапети, фотографии и се што ќе посакате или пак дури и прекрасна маечка каква што ја има Ивана. А она што ќе ве однесе секогаш на времено, брзо и безбедно до саканата дестинација се автомобилите од нашите пријатели Авточајка. Јавете им се, закажете средба уште денес и купете го вашиот автомобил од соништата. Тоа се пријателите кои се секогаш овде со нас и заради кои емисијата на Шанк немаше да постои. Токму така секогаш не земаат, не враќаат и си патуваме удобно и безбедно токму со нивните возила. Да се заблагодариме уште еднаш на нашите гледачи и да закажеме нова средба точно за 7 дена. Чао, Македонија! Чао!